Според агендава, во првиот дел ќе генерираме проектни идеи за грантова шема, која што е дел од проектот Одржлив инклузивен равномерен регионален развој, втора фаза на спроведување, кој што е финансиран од Швајцарската конфедерација преку Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа. И преку таа грантова шема, значи, треба да изгенерираме овде секако повеќе проектни идеи, од кои што ќе произлезат минимум 3 проектни концепти и на крајот еден од тие ќе биде финансиран и реализиран на територија на Југозападниот плански регион. Околу критериумите во следната презентација ќе биде чисто да ви е јасно дека во овај прв дел работиме за грантова шема. Вториот дел, значи после паузата, ќе работиме на генерирање на проектни идеи за програмата за равномерен регионален развој 2022-2023, тоа е 2-годишна програма на Бирото за регионален развој и исто и таму ќе генерираме проектни идеи со кои што ќе аплицираме кај Бирото за регионален развој. И за двете програми, и за грантовата шема, и за програмата за равномерен регионален развој, она што треба овде да се генерира, треба да е во согласност со стратешките цели, приоритети и мерки од програмата за развој на Југозападниот плански регион. Од тие причини, сосема кратко, на неколку слайда, за да добиете идеја, голем дел од вас и учествува во изработка на оваа програма, меѓутоа добро е да се подсетиме и во текот на предлагање на проектни идеи да се држиме до овие стратешки цели, приоритети и мерки, бидејќи и во двата случаи тоа е елиминирачки критериум. Значи, во прва фаза на евалуација на проектните апликации, доколку не се усогласени и во грантовата шема, и во другата со стратешки цели и приоритети мерки од програмата, проектот нема да оди на понатамошна евалуација. Од тие причини му давам значење и прво тоа, значи после нема да се повторуваме, ова важи и за следното генерирање.